Прашање се до министерката за образование, така да би сакала да дојде во сала и да ми го скратите време, нели да го прекинете времето. Ја молам министерката за образование да влезе во сала. Мислам дека нема да ни треба така да не мора да ресетирате, да не излезе. Да, паузирано, не мора да го враќате. Да, не е никаков проблем. Не за времето, дали да го ресетирале, нема потреба за 30 секунди таму. Нема проблем, нема проблем. Можеме. Ви благодарам, председателе, ви благодарам, министерке, што дојдовте. Сите ние зборуваме за проблемот со иселување на младите од нашата држава. Загрижува податокот што и понатаму имаме одлив на интелектуалната младина надвор од нашата држава и овој проблем сите знаеме дека не е ниту од денес, ниту од вчера, туку станува збор за еден децениски проблем. Во таа насока владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија посветено работеше на студентскиот стандард. Студентите со поздравување ги дочекаа мерките како што беше студентскиот оброк, покачувањето на стипендиите на околу 100%, воведување на нови категории на стипендии, враќањето на стипендиите за постдипломците повеќе од една деценија, после повеќе од една деценија, воведувањето на стипендиите за докторантите, како и обновата и реконструкцијата на студентските домови. Со задоволство констатирав дека и вие сте го согледале овој напредок во однос на студентскиот стандард во изминатите години, кога владата беше предводена од СДСМ, па така во едно ваше интервју потенциравте дека средствата од Германската развојна банка во вредност од 20 милиони евра и грантот од 5 милиони евра преку програмата за регионална енергетска ефикасност на Западен Балкан на ЕУ, кои се однесуваат на реновирање на студентските домови, кое што е во тек, се обезбедени од претходната власт. Исто така потенциравте дека оваа влада треба да ги дозаврши што побрзо реновирањето на студентските домови, значи во што е можен побрз рок, за да може студентите да имаат пристоен живот. Во истото интервју потенциравте дека не сте биле ниту свесна за тоа колку многу средства се издвојувале за студентскиот стандард, потврдувајќи дека државата издвојувала, ве цитирам, огромни пари за студентскиот стандард. Констатиравте и дека студентите добиваат стипендии за дефицитарните струки, што е еден од начините да се поттикнат да се запишуваат на овие студентски групи. На 22.10.2024 година представници на студентите, односно Националното студентско тело, ви испрати барање за преразгледување на бројот на стипендии за студентите од општествените науки од конкурсот за академската 2024-2025 година. Ова нивно барање до вас е по реакција на студентите за намалување на бројот на стипендиите.
Имено, на минатогодишниот конкурс биле доделени 10 стипендии за општествените науки, а годинава се предвидени само 4. И покрај тоа што бројот на стипендиите за техничко-технолошките и природно-математичките науки остануваат на високо ниво или 40 стипендии, а податоците велат дека лани биле искористени само 24. Студентите ви предложија решение и тоа вела дека треба да оние кои што не се искористени, што ќе останат неискористен број на стипендии во останатите научни подрачја, апликантите од општествените науки да им дадете можност дополнително да ги разгледате нивните апликации и тие да ги добијат стипендиите. Иако во јавноста можеше да се прочита едно ваше соопштение дека го прифаќате ова понудено решение, сепак во комуникацијата со студентите добивме одговор дека се уште нема ништо конкретно во однос на овој проблем. Затоа јас ќе искористам оваа прилика и ќе ви поставам 3 прашања. Првото прашање. Ме интересира зошто го намаливте бројот на стипендиите за студентите од општествените науки, кога на конкурсот ги приклучивте и студентите од интегрираните студии, со што се зголеми бројот на потенцијалните кандидати. Второто прашање. Дали ќе го реализирате вашето ветување за порамномерна прераспределба на стипендиите и понатаму ќе обезбедувате фер услови за студентите, но и за учениците од сите области, бидејќи факт е дека и дуалните паралелки се зголемуваат по број, ама бројот на стипендиите остануваат исти. И третото прашање. Планирате ли нови програми за стипендирање, со оглед на тоа што стипендиите се единствената форма на финансиска поддршка за многу студенти и ученици, такви се очекувањата на студентите и на учениците. Очекуваме Министерството за образование да понуди решенија кои што ќе бидат во интерес на сите студенти и ученици. Ви благодарам.